Почитувана колешка, само кратко. Вие, значи, знаете како? Сега вие со ова што се обидувате да релативизирате, би рекол, зошто во деловникот не пишувало има право на процедурално, па сега што треба, тоа е хиперрегулација вие тоа што го зборите. Тогаш треба да се напише за се, дека смее да седи, дека смее да стои, дека има право 10 минути физиолошка потреба, дека има право на ручек, дека... Тоа е хиперрегулација. Во работа се подразбира што е работа. Значи работата е, има право од службите да побара информација, има право од вас да добие материјал, има право од вас да побара пауза заради учество на друга седница, комисија или состанок. Има право на процедурална интервенција, има право да предложи измена дополнен дневен ред, има право на говор. Тие се основните права. Сега ние ако во секој член наведуваме какви се ситници има право некој да ги ужива како пратеник, тогаш би требало деловникот да има 3000 членови. И на крајот од криштата, деловникот, јас тогаш не сум бил пратеник, не сум го гласал, но го гласал колегата Горан Мисовски. И тоа со аплаузи. И беше навистина многу соработлив со власта, секогаш бил соработлив со власта, но тоа не е битно. Јас само сакам тоа да ви кажем. Една единствена, многу јасна и едноставна забелешка. Како што има право пратеникот на говор, како што има право на предлог и измена за дополна на дневен ред, така има право и на процедурална интервенција. Вие, ако цените дека тој го прекршил или го злоупотребил своето право, може да го опоменете, потоа може да одземете збор, може да дадете пауза и тука ќе заврши се. И она што го споменавте за уставните суди и кој за што носи одговорност, јас пак ќе ви кажам. Да беше владеачкото мнозинство сигурно во предлозите, прво предлозите ќе беа многу порано ќе беа стигнати. Второ, да беше владеачкото мнозинство сигурно ќе ги поканеше предложените да ни се представат по 30 минути, никој ништо не губи. Ние повеќе губиме во вакви меѓусебни, би рекол, докажувања и толкувања на деловникот. И на крајот од криштата да сакал некој да има бесконечно одголекување, немало да има 6 кандидати од пратеници за уставни суди или 9, имало 209 кандидати. И ќе се разговарало за тие 209 кандидати 2 години. Гледате дека има избрани личности, барем можам да говорам за тие во чие што предлагање јас сум учествувал, луѓе кои што имаат одредено реноме. Дали се професори, дали се адвокати, дали се луѓе од правната фела со долги искуства и стручни трудови. Тие се 9 кандидати вкупно. Никој немал намера да има 209 кандидати, така што воопшто не држи таа теза, но ќе се вратам на основното. Основната моја забелешка и убеден сум во тоа, по било кој член од деловник да го читате, дали е собраниски за пленум, дали е деловник на работно тело, говорот, процедуралната интервенција и можноста да предложи измена и дополнен на дневен ред е право на секој пратеник без разлика дали е член на некоја комисија или не е член.